Добро утро, почитувани гледачи. Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Да си кажеме ова утро за тоа каква вода пијат скопјани и за депонијата кај Југохром, која е потенцијална темпирана бомба за изворот Рашче. Гости на оваа тема се професорот Златко Илиовски од Градежниот институт Македонија во Скопје и Борис Нацков, поранешен директор во Водовод и канализација Скопје. Господа, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, добро ве најдовме. Добро утро, поздрав до гледачите и до екипата која уредува емисија. Благодариме за убавите зборови на почетокот. Последно истражување мерење од пред неколку дена, цитирам, водата во Скопје е квалитетна и безбедна за пиење, покажуваат резултатите од анализите спроведени во предпоследната седмица од март, поточно од 20 до 24 март, на 189 примероци за физичко-хемиска и 189 примероци за микробиолошка анализа на водата за пиење од 45 мерни места во Скопје. Бидејќи двајцата сте познавачи на водоводниот систем и на изворот Рашче и на потенцијалните ризици околу тоа, кои пошироката јавност ги детектира како азбестни цевки, низ кои доаѓа до домовите водата, и како она што го спомнавме и во најавата, депонијата кај Југохром, која е во непосредна близина на изворот Рашче, на десетина километри од Скопје, од кои со вода се напојуваме повеќе од половина милион жители на главниот град. Дали вие лично пиете дома вода од чешма или сепак купувате вода? Професор Илиевски. Јас, на вашето конкретно прашање, лично пијам вода од чешма и преферирам да се пие вода од чешма. Затоа што сум убеден дека состојбата со квалитетот на водата која ја испорачува јавниот водоснабдителен систем Водовод Скопје, која главно е 95% од изворот Рашче, е со високо задоволителен квалитет. Јавното претпријатие располага со современа модерна лабораторија и врши редовни контроли по сите стандарди и прописи. И водата ги исполнува сите услови како вода за пиење и за редовна употреба. Како ќе знаеме дека тој шестовалентен хром кој е во таа троска згура од депонијата на Југохром, некогашната фабрика таму, во кој момент ќе може да дојде во допир, односно да ги загади, да ги контаминира водите од Рашче кои доаѓаат во системот за водоснабдување и дека токму тогаш ќе биде направено тоа релевантно мерење, па нема да се во меѓувреме да се контаминираме и ние. Јас повеќе пати сум зборувал, факт е дека водата е квалитетна од изворот Рашче, но факт е дека изворот Рашче се наоѓа под ризик од загадување. А најсериозниот ризик од загадување доаѓа од индустриската депонија Југохром, која се наоѓа на 11 км воздушна линија од изворот Рашче. Би кажал неколку реченици за гледачите што во врска со депонијата Југохром. Таа е формирана во крајот на 50-тите години. Во неја е одлаган отпад од работењето на технолошко-металуршкиот комбинат Југохром. Ајде, ќе имаме време во текот на емисијата да објасните убаво се за депонијата во Југохром. Меѓутоа, прашањето сега беше како би знаеле кога тие мерења се вршат повремено. Значи, секојдневно се прават одредени мерења, меѓутоа не се бара во секојдневните мерења не се бара дали има присуство на шестовалентен хром таму. Како ќе знаеме кога тој потенцијален ризик ќе стане актуелен ризик? Кога тој потенцијален ризик ќе стане актуелен ризик, ќе дознаеме тогаш кога хемиските анализи кои ги прави лабораторијата ќе покажат зголемена содржина на шестовалентен хром. Но тогаш ќе биде касно за превземање на било какви активности. Затоа концептот е да се делува превентивно. Нема друг начин да се дознае. Ние поставивме 2 пиезометри во масивот жеден. Тоа се пиезометри се дупнатини во кои е вградена цевка и од кое може да се земе примерок. Тие 2 пиезометри се поставени на патеката од индустриската депонија Југохром до изворот Рашче. Технички, хидрогеолошки и концепцијски местоположбата на тие пиезометри е на патеката на движење на тој шестовалентен хром и доколку дојде до контаминација на просторот од кој се прихранува изворот Рашче, би требало првичната појава да се случи во тие пиезометри. Но за жал и на тие пиезометри не се врши редовна контрола. На тие 2 пиезометри не се вршат редовни мерења.
Така. каде што ние на некој начин некако би го детектирале шестовалентниот хром по патеката на доаѓање кон изворот Рашче. Затоа и ве прашав на што ја базирате таа доверба дека и она што го велите категорично пиеме вода од чешма. Верувам на мерењата кога ете и сами кажувате сега во вториот дел од објаснувањето дека не се врши таму каде што треба потребно мерење. Пиеме редовна контрола во моментов, сега пиеме редовна контрола, што не значи дека после 6 месеци или 1 година или 2 години или 3 години нема да се случи некое влошување на квалитетот на водата. И верувам дека не постои некаква методологија или некаквов хидрогеолошки или математички модел со кој точно ќе се утврди времето на патување на тој шестовалентен хром од индустријската депонија Југохром до изворот Рашче. Но факт е дека депонијата представува ризик фактор. Ризик представува можност да се случат негативни последици. Во случајов да се случат негативни последици по квалитетот на изворот Рашче. И она што ние треба да го направиме е да го елиминираме тој ризик. Со преселба веројатно на депонијата. Со Едно од можните решенија. една од можните решенија, но не е тоа единствено можно решение. Добро, ќе зборуваме во продолжение и за тоа ќе објасните убаво. Господине Нацко, вие сте поранешен технички директор во јавното претпријатие Водовод и канализација и имате сознание како функционира системот. Дали вие лично и вашите дома пијат вода од чешма? Исклучиво. И секаде кај што идам по кафичи, кафани, ресторани, сега и во вашиве доле, значи треба да се пие водата од Рашче и системот водоснабдителен на градот Скопје, затоа што тоа е еден од скопската вода е едно од најквалитетните во Европа. После Виена. Поквалитетна. Јас сум го протажирал да Виена, меѓутоа Виена има систем водоснабдител кој носи од Алпите 280 км еден град, друг 118. Разговарав со директорот на Виенски водовод, кој го чува војската. Нас природата ни дала на 17 км 2,1 за градот еден за железара, меѓутоа на полето на заштитата, што збори Златко, на полето на заштитата, на полето на Југохром, треба да ги отвориме очите и да го чуваме тоа природно благо како очите во главата, затоа што последиците се опасни. Ова што велите вие, кога ќе се осознае дека има вишок на шестовалентен хром, е касно. Институциите треба да реагират на време. Ова експертиза, заштитни зони и мерки за заштита на изворот Рашче е еден од најдобрите документи кои јас сум го видел. Меѓутоа не треба да стои во фиоките на водовод, не треба да стои во фиоките на секторот за животна средина во градот, не треба да стои во Министерството за животна средина, кој има обврска. Ние сме инсистирали и направена таа пречистителна станица за пречистување на водите. Комбинатот Југохром сега не работи и тоа го експлоатира министерот за бојазност, јавно кажувам, се плашам дека некој квази експерт дава налог да она иде на бајпас, да не се пречистува, што е опасна работа. И горан уште друго да кажам, значи ние со два сегмента сме во Европа. Едниот го изгубивме, тој е река Вардар, и квалитетот на водата и квантитетот на водата од изворот Рашче. За ова треба да се заложиме многу, за да не ни се случи. Ајде, полека кажавте многу работи во една реченица, да почнеме од почеток. Велите исклучиво вода од чешма пиете и покрај сознанието дека голем дел од водоводната мрежа, не само потенцијалниот ризик од депонијата во Југохром и шестовалентниот хром кој може да дојде преку подземните води во изворот и да се загади водата, туку и фактот дека голем дел од водата во повеќе реони во градот се уште доаѓа низ азбестни цевки, кои во Европа се исфрлени од употреба од крајот на 90-тите години, а во Соединените Американски држави и нешто претходно. Дали тоа не е потенцијален ризик за здравјето на луѓето ако водата која ја пиеме тече низ азбестни цевки? Тоа не е потенцијален ризик, тоа станува малку како хит при изборот на градоначалниците
и тие така малку површно го кажуваат, затоа што науката и литературата кажува. Јас ќе покажам документи од Светската здравствена организација, од нашиот Републички завод за здравствена заштита и азбест цементот како производ е опасен во погоните кај се произведуваат материјалите, крововите цеви. Влезено под азбест со цементно не. Значи, Скопски водовод ги реконструира по сознанието кај што има проблеми со тоа. Меѓутоа да не правиме паника, тоа е многу мала бојазност за цевките. Последна цевка во Скопски водовод е градена 89 година. И 64% од цевките во Скопскиот водоснабдителен систем се дуктални. Тоа е најквалитетниот материјал кој го има досега. Има 10% поцинковани, има пластични, има челични и има околу 7% уште од азбест. Меѓутоа, тоа не е бојазност. Во однос, ако го споредиме на депонијата Јегуновци во однос на ова, тоа е ни 1%. Добро рековте, изворот во Австрија од Алпите со кој се напојува Виенскиот водовод го чува австриската војска. Кој го чува изворот во Рашча? Како е обезбедувањето на изворот во Рашча? Значи, изворот Рашча од секој пат има 24 часовно, 24/7, 365 дена. Тоа е потесната заштита зона која е девинирана. Таму нема никакви движења, освен на службени лици за одржавање, за земање на проби и ова. Меѓутоа, изворот Раче се наоѓа во една средина, кај што е испреплетена, градот Скопје е до, да кажеме, до Радуша и до кај изворот Раче, натоа кај после општината Јегуновце, Теарце, Желино и се протега на сето тој пој. Затоа тие ингеренции се на објасни професорот Илиевски како геолошки инженер. Тие ингеренции се на државата. Скопски водовод, еве сам би сакал да го кажам, Скопски водовод 89 години има направено првата експертиза за Раче. Тогаш имаше на комбинатот Југохром еден русин, Робио Шјапко во Стопанската комара вода. Не можеше да допреме ние сме ја направиле и во 90-та година Собранието на Република Македонија ради ова раздвиженост на локалната самоуправа донесе одлука за заштитните зони и мерки за заштита. Значи ние сме го пробиле тој лет. Сега градот направи редефинирање на ова заштита, сега со новиот закон за води тоа го носи владата и е донесена. Меѓутоа не треба да стои во фијоки, тоа треба да се оператизира. Ајде уште ова само кусо. Рековте, се плашите дека некој квази експерт ќе даде налог да не се врши мерење, односно да се премостува нешто. Зашто конкретно мислите? Да објасните го уште тоа? Па да комбинатот Југохром во 80-тите години, уште 80-тите години прекрати со работа на овој погон за производство и меѓутоа депонијата, бидејќи сега општо комбинатот не работи, Министерството за животна средина експлоатира со пречистелна станица. Моја бојазност е дали она работи, а таа мора да работи. Можда некој квази човек во Министерството дал налог и гледате последно што беше снимката, се згрози пред месец и пол кога разбрав дека од пречистителна станица талогот ископан во Јагуновци кај во јама се таложи. Боле површински да биде пуштена, ќе дојде поголема тегота отколку таа доле да се седи. Тоа е голема опасност за градот Скопје. Професор Илиевски, вие сте геолошки инженер и автор на повеќе студии за опасноста на загадување на подземните води од тие депонии, не само од оваа во Југохром, меѓутоа Југохром е најголема и се вели потенцијална бомба за изворот Рашча. Почнавте да објаснувате од кога датира таа депонија, уште од 60-тите години на минатиот век, кога комбинатот работел во полна сила. Каква е состојбата сега и што вели вашата последна студија која еве господинот Нацко вели дека е многу релевантен документ кој за жал стои во фиоки? Во чии фиоки стои? Кратко би објаснил за депонијата. Значи, депонијата е поставена на многу неповолно место, несреќно избрана локација.
Депонијата се наоѓа на 50 метри од левата страна на реката Вардар и на 100 метри од планината Жеден, односно од масивот каде што постои таа подземна акумулација, ајде народски ќе се изразам да ме разберат гледачите, тоа подземно езеро. Растојанието од депонијата до Жеден е само 100 метри. Депонијата се наоѓа на површина од 7 хектари. Во неа е депониран отпад од 1.200.000 метри кубни. Или волумен. 13 фудбалски игралишта. Толкава големина е, некако така се споредува. 7 хектари е 70.000 метри квадратни. Да, едно игралиште ако е 100 на 60, тоа е негде 0,6 хектари, точно. 13-14 фудбалски игралишта. И длабочина на неколку десеткатници. Височина, најголемата височина на депонијата е 30 метри. Длабочина, како? Не, нема длабочина. Значи депонијата е на површина на теренот поставена. Најголемата височина е 30 метри, средна височина е 23 метри. 1.200.000 метри кубни секаков отпад. Во тој секаков отпад е депонирано бихроматно блато 350.000 тони. Најмногу станува збор за згура, за троска, она што е остаток од производството на хром, она што не Има дел троска, дел комунален отпад, дел градежен отпад, но ништо тоа не е загрижувачки и не е потенцијален ризик. Потенцијалниот ризик доаѓа од тие 350.000 тони бихроматно блато. Јас во една прилика кажав, пак ќе кажам за гледачите да ме разберат, да наполниме камиони со носиво со 20 тони, ќе направиме колона од 350 км долга. Значи 350 км долга, камиони еден до еден наредени со бихроматно блато. Речи си од овде до Белград. Од Гевгелија до Скопје, па До Ниш и Петово, подалеку. Гостивар, ајде да ја завртиме Македонија, Кичево, Цела Девин, до Македонија Битола круг ќе направиме. 350.000 тони бихроматно блато. Тоа бихроматно блато содржи околу 5% натриум бихромат, во тој натриум бихромат се содржи шестовалентниот хром. Значи имаме 7.000 тони шестовалентен хром. Тоа е огромна количина, 7.000 тони, тоа е колона 7 километри, да ја наредиме со таков опасен, канцероген отпад, лесно растворлив во вода. Тоа е содржината на таа депонија. Местото не е тука, значи се наоѓа во втора заштитна зона на изворот Рашче, каде што не смее да има такви објекти. Се наоѓа во зона на висока ранливост на подземните води, што значи тоа? Било кој контаминент што ќе се најде на површината на теренот, лесно ќе ги загади подземните води и се наоѓа во зона која представува висок ризик од загадување на изворот Рашче. Како до сега не се случило загадување? Само природата, Господ не чувал? Или, можеби ќе ви звучи лаички, врне дожд? Врне дожд, го раствара шестовалентниот хром и тоа се слева во подземните води. И не доаѓа до мешање со изворот Рашче? Подземните води во зоната на депонијата се ужасно загадени со шестовалентен хром. Значи содржат 1000, 2000, 5000 пати поголема концентрација од шестовалентен хром. Во просторот околу во втората депонијата, зона, рековте. во втората заштитна зона. Како тоа не доаѓа до Рашче? Како не стасува? Може би има некои природни заштитни фактори, јас сум го кажал, тоа пак ќе го кажам, ќе го парафразирам, ќе речам дека Господ кога ги создавал нештата во геолошката структура, може би знаел што ќе се случува тука. Колку неодговорен народ ќе живее овде? Колку неодговорен народ, вчера бевме на пат со еден професор од градежен факултет, па го дискутиравме ова, на ободот од Жеденскиот масив, каде што контактира на самата контактна зона во близина на депонијата, постои еден глиновит материјал кој е послабо водопропусен и представува некоја завеса која го спречува директното придвижување на шестовалентниот хром од депонијата Југохром кон изворот Рашче. Правецот на движење на подземни води е од депонијата Југохром кон изворот Рашче.
изворот Рашче е на кота 290 метри, а депонијата Југохром е на кота од околу 440 метри. Значи има и Значи има градиент природен да се слива. Имам тука прилози, ајде да не ги гледаме. Значи има хидрогеолошка и техничка можност водата тече од насока од депонијата Југохром кон изворот Од високо кон ниско. Рашче. Од повисока кота кон пониска кота. Постои градиент. Значи технички е возможно да тече. Масивот Жеден представува карбонатна средина. Значи масив, планина, изградена од варовници. Варовниците се подложни на растварање, на стварање, на карстификација. Тоа е една шуплива структура која може да акумулира вода и низ неа се движи водата. Значи масивот Жеден не може да го спречи. Единствената бариера препрека е таа глиновита завеса која по една раседна структура е створена и дава некаков природен заштитен механизам. Но науката, теоријата и праксата вика секоја средина е природно отпорна, природно резистентна, но не постои потполно резистентна средина. Еве еден човек, еден организам, да го изложуваме постојано на некаков притисок, нездрав живот, до одреден момент трпи и во одреден момент системот повеќе не може да го издржи притисокот и... Колку може таа глина да издржи? Има проценки и прогнози? Нема, тешко е да се направат проценки во таква средина. Ние имавме истражни бушотини. Баш во контактната зона, во некој бушотини имаше шестовалентен хром, во некој немаше. Меѓутоа, малку лево кога се оди, кон депонијата, помеѓу реката Вардар и Жеденскиот масив, тие бушотини се контаминирани со шестовалентен хром. Сега прашањето е дискутабилно, кое е потребно време тој шестовалентен хром да тргне, да се придвижи и да стигне. Таков одговор, јас досега... Да ја заобиколи или да ја пробие? Да го пробие тој заштитен слој и да тргне низ масивот Жеден. Може би, не знам, треба некаква подетална студија хидрогеолошка, некое математичко, софтверско, модерно моделирање да тоа се... Кога би временски, хронолошки, години се во прашање или децени, за да се пробие таа бариера? Не може точно да се каже, но може да се каже ранг дека негативниот ефект може да се случи еве условно за 3 или 5 години, а може да не се случи и за наредни 50 години. Но факт е дека нештото е потенцијален ризик, потенцијална опасност и ние не треба да чекаме да се случи останеме на мислата, па може би ќе се случи, а може би и нема да се случи, па безбедни сме досега или не сме безбедни. И кога ризикот постои, треба да се бара наша обврска е да бараме решение, превентивно решение. Да, и пред да зборуваме и за алтернативното решение, бидејќи ако тоа се случи без вода ќе остане град од повеќе од половина милион жители, веројатно ќе ни треба алтернатива. Меѓутоа, претходно сакам да ве прашам, вие сте автор на оваа студија која е од пред неколку години. Да. Претходно има бројни такви студии кои го покажуваат истото или нешто слично и вие само го надградувате и одите во детали. Значи, уште во раните 2000-ти години со финансирани проекти од страна на Европската Унија, потоа и од Обединетите нации, се правени истражувања кои го потврдуваат токму ова, дека голем е ризикот од депонијата во Југохром. Кога зборувате со надлежните во Министерството за животна средина, едно време бевте во иста зграда сместени. Да. Пред да се пресели Министерството за животна средина во други простории. Што ви велат одговорните? Што велат надлежните? Еве, и Нацков нека се вклучи во ова. Вие како технички директор исто сте предупредували и кај градоначалниците кои се сменија низ годиниве. И секој градоначалник тврди Скопје има најубава и најквалитетна вода за пиење после Виена и се гордееме со тоа. Меѓутоа, ништо не правиме да го заштитиме тоа богатство од потенцијалниот ризик кој е несомнено голем. И не можеме да речеме дека не сме знаеле. Свесни сме, знаеме и ништо не преземаме. Што ви велат луѓето кои треба да преземат нешто? Значи, прашањето е многу коректно и многу на место. Пред да одговорам на прашањето, малку ќе се вратам на теоретската поставеност. Сите истражувачи, инженери, геолози, хидрогеолози, градежни хидроинженери, сите кои работеле на проблематиката на изворот Рашче, покојни Александар Кекич има докторат спремено, многу солидна документација од 80-тите години за потеклото на водата од изворот Рашче. Сите се согласни во едно. Депонијата Југохром представува сериозен ризик фактор за квалитетот на водата Рашче и
постои можност шестовалентниот хром од депонијата Југохром да стигне до изворот Рашче. Сите се согласни во тоа. Има некои дилеми околу потеклото на водата од изворот Рашче. Колку се прихранува од долен полог, колку од Шара, реката колку? Вардар, колку од Шара, колку од сопствени води и така натаму. Меѓутоа, по однос на ова се согласни. Јас кога почнав да работам во оваа проблематика, да не речем последниве 15 години, и тргнувајќи пред се од фактот на една морална, етичка одговорност, како граѓанин на градот Скопје, граѓанин на оваа држава, секаде, каде што можев да дојдам, вклучувајќи ги четворицата претходни градоначалници, ќе ги поменам Тодоровиќ, Трајановски, Шилегов и Данела Арсовска. Побарав прием, ме примија, кај сите бев и му го објаснив. Ова што вас ви го зборувам. Во Министерство за животна средина сум бил најмалку кај четворица министри, кај државни секретари, кај заменици министри. Во една прилика го спомнав и кај премиерот Груевски го спомнав во една прилика. Секаде каде што сум имал можност сум го потенцирал проблемот. Јас се уште не можам да разберам, значи мојов концепт на размислување, мојава стратегија на размислување како што е поставена, не може да разбере зошто ние не превземаме мерки. А што ви велат, еве, сите овие градоначалници, министри и премиер во една пригода, кога сте ги предупредиле? Ќе појдеш кај министерот ќе те испрати ка некој друг службеник, тој другиот службеник не е одговорен. Тоа е по мене еден доказ, една потврда како ние како држава функционираме. Значи, јас тврдам најодговорно, ние како држава сме доста неодговорни по однос на многу клучни стратешки прашања. И слободно ќе кажам, станува збор за недомаќинско однесување. Не се работи за оваа власт или за другата, за третата. Зборувам за сите. Значи, недомаќинско однесување. Не можам да разберам еден ваков стратешки проблем. Ни требаат и патишта, ни требаат и автопати, се ни треба. Меѓутоа, да доведеш во ризик количина на вода од 155 милиони метри кубни годишно Рашче продуцира вода. Тоа кога ќе ја поделите на 2 милиони жители, доаѓа по 200 литри вода на секој жител од Македонија, од Рашче. Значи, цела Македонија да има можност водата да се распореди од Рашче на цела Македонија, просторно и временски, цела Македонија ќе пие вода. Сите знаеме дека ризикот постои и сега ние си спиеме на не знам и не преземаме никакви мерки. Дури и сега некој да дојде, да ни речи, еве имате 30 милиони евра. Предпоставувам, нагаѓам. Некаде видов дека во некоја анализа таа преселба, дислокација, за која рековте дека е едно од можните решенија, чини околу 20 до 30 милиони евра. Не можам точно да тврдам, не е битно, не ми е идејата тоа. Не ми е целта да кажам колку чини. Целта ми е следна. 30 милиони некој сега да ни даде на Македонија. Еве ви 30 милиони, решавајте го проблемот со депонијата. Ние немаме техничка документација како тоа да го решиме. Ние не знаеме што да направиме. Не знаеме дали да ја затвораме, дали да ја преселуваме, дали да ја неутрализираме. И јас подолги години промовирам да се изработи еден документ кој се вика студија за изнаоѓање трајно техничко решение со депонијата Југохром. Во таа студија ќе се анализира една опција преселување, друга опција пломбирање, трета опција неутрализација некаква на лице место. За сите тие студии ќе се направат техноекономски анализи, ќе се избере една студија и врз основа на таа студија ќе се изработи проектна документација. И кога ние ќе имаме изработена проектна документација, веќе го знаеме патот на кај се движиме. Тогаш кога ќе дојдат парите, ние ќе знаеме кај одиме. Таа студија кошта цирка околу 6-7 милиони. Сум ја барал од град Скопје, од Министерство за животна средина. До сега науката што вели? Кој е најлесно изводливо решение и најевтино? Најсигурно и најбезбедно решение, еве, слободно технички ќе го издискутирам, е депонијата да се отстрани од тука, но сметам дека е најскапо, најрадикално решение. Но е од аспект на заштита на изворот најбезбедно. Најсигурно. И најсигурно. Сега се отвараат други дилеми, каде ќе се носи и така натаму. Постои можност да се направи пломбирање на депонијата. Значи, долу на околу 20 на метри постои еден водонепропусен слој, низ кој шестовалентниот хром не може да продира во длабочина, и постои можност цела депонија да се затвори,
од озгора и целиот околен простор до длабочина 20 метри да се направи како водонепропусна завеса. Тоа се вика диафрагма. Постои таква техничка можност. Постои можност за неутрализација на шестовалентниот хром со внесување на нано железо. Го неутрализира, го претвара во тровалентен хром. Тие анализи треба да се направат во една студија, да се избере решение и да се изработи проектна документација. Секоја друга активност, имаше една идеја да се искористува некаква корисна минерална суровина од депонијата, без проект, без ништо. Па некако се спречи врз основа на сите наши интервенции од експертите. Луѓе, не го чепкајте тоа така без да направите техничка документација. Ќе се направи поголема белја. Па надлежните институции го разбраа тоа и се спречи таа активност. Господин Насков, во ваше време во Водовод, а и сега, какви се тие мерења што се прават на дневна база, а какви се тие повремено што се прават? Дали во тие мерења на квалитетот на водата за пиење се анализира дали во нив протекло или дошло во контакт водата со тој шестовалентен хром? Значи, и Златко рече, Водовод има акредитирана лабораторија по сите светски стандарди, добро опремена и секој дневно од 45 мерни места се зема анализата. Меѓутоа се зема вода, сирова вода од изворот од каптажа 1, од каптажа 2, од бунарски цет. То го прават и независни институти, Центарот за јавно здравје и други, за да има усогласеност на тоа. Значи Водовод го прави. Кога се прави таа хемиска анализа, прашањето ми е дали се анализира и токму шестовалентен хром? Дали ќе покаже присуство? Се анализира. Меѓутоа, што е проблемот? Скопски Водовод го прави и тоа до подрачјето на Скопје. Подрачјето кај депонијата, кај овој епизометри. Порано го правеше хидрометеоролошки управата за хидрометеоролошки работи. Со овие скапоти не ме се плашам дека тие мерења на тие епизометри кои ги има стотици во регионот, дали се вршат. Некој тоа треба да го финансира и да се земат често и тоа да се следи. Рашче, некој го истражувал, некој го проектирал, некој водата била тука, меѓутоа го донел до Скопје. Наша тајкавост и ќе бидам груб, меѓутоа кажам, нестручност и некомпетентност на одредени места, и ако некој кажа, имавме во Министерството за животна средина една господја Ана која следеа, ја тргна од инспекторатот. Ова што вели Златко скапо е, јас ќе ви кажам дека не е скапо. Најсигурен е остранувањето. Се слагам и со она што вели Златко за блокирање, блиндирање. Градот Скопје има 527.000 жители. Плюс него се водоснабдува општината дел од Цопиште, Студеничани, Зелениково. Јас ќе верам 527.000 жители. Литературата го рандава за еден жител, за еден човек по 4 литра на ден на жител. 2 да испие, меѓутоа треба да свари кафе, треба да го измие гројзето, сирењето, 4 литри по 1 евро. 527.000 жители. По 1 евро со 527.000 евра дневно. По 30 дена се 15.810.000 евра. По 12 месеци 189 милиона и 720.000 евра. Да не се доведеме, да треба да пиеме флаширана вода која не е квалитетна, а пак проблемот водата со овој систем ќе функционира како техничка. Значи од ова што го чув досега, можам ли да заклучам дека и да дојде до тој пробив на таа глина, таа заштитна завеса, таа бариера која го штити изворот од тој шестовалентен хром од депонијата Југохром, нема да дојде до загрозување на здравјето на жителите на Скопје, бидејќи ќе биде навреме детектирано, меѓутоа ќе го изгубиме потенцијалот на Рашче како природно богатство и ќе мораме да бараме алтернатива. Така е, или ќе може додека се случи тоа мерење и да биде доведено во прашање и здравјето на... Не, значи ако дојде до зголемена концентрација, сигурно нема да дојде тоа до енормно зголемување одеднаш. Прво се детектира во трагови, па се зголемува концентрацијата и тие концентрации далеку дека се опасни од животот. Да не поставуваме теза дека ноќеска ќе се загади изворот и сите утре са вајле што ќе се напијат вода, не знам што ќе му се случи. Такво нешто е невозможно.
Значи, ние имаме соработка со Институтот за јавно здравје, со експерти. Такво нешто е невозможно. Значи, овие аларми се повеќе во насока дека не реагираме 3 децении, колку што сме 3 децении самостојна држава, не преземаме ништо, а проблемот го знаеме и може да ни се случи да го загубиме рашче и да мораме да бараме алтернативни решенија. Такви нема веројатно за град од обем на 600-700 жители. Од Рашче Скопје користи околу 100 милиони метри кубни вода. Огромна вредност е тоа. Тоа е ресурс од непроценлива вредност. Стратешки за Скопски регион, стратешки на државен интерес. Значи водата се повеќе и повеќе добива на значење како стратешки ресурс. Без вода нема живот. Можеме ние по некој пат да се возиме и поубав и по неубав, ќе стигнеме до Битола. Ама што ќе правиме ако дојде до таа несакана последица? Имаме ли алтернатива? Единствената алтернатива која во моментов може веднаш да се стави во функција е бунарскиот систем Нерези Лепенец. Бунарскиот систем Нерези Лепенец Но исто тој нема доволно капацитет да го снабди цело Скопје со вода. Нема доволен капацитет, исто така се наоѓа во урбана средина. Бунарите се на спојот на Лепенец со Вардар. Тој може годишно да продуцира, по последните анализи што ги правевме ние, математичко моделирање, тој има капацитет од 1500 литри во секунда. Но ако се експлоатира со капацитет од 1500 литри во секунда, ќе повлече прихранување од реката Вардар. И тоа не смее да се случи. Безбеден капацитет со кој може да се експлоатира бунарскиот систем Лепенец е некаде 500 до 600 литри во секунда. На годишно ниво тоа е 20 милиони метри кубни. А Скопје троши 105 милиони метри кубни. Значи имаме 20% алтернатива. Друга алтернатива која може веднаш да се вклучи, нема. А постојат алтернативи. Значи потребно е да се разгледа подетално изворот Врело. Изворот Врело може да продуцира околу 30 милиони метри кубни вода. За жал мораме да привршуваме, а имаме уште многу прашања. Спомнавте повеќе функционери и на локална и на централна власт, од централната власт и дека сте ги предупредиле лично. Да не ги зборуваме старите. Спомнавте и со Арсовска сте имале средба. Што вели градоначалничката актуелна? Или што велат актуелните функционери во Министерството за животна средина? Таму се случи сега непосредно промена. Дали имавте средби со новата министерка да ја предупредите? Градоначалничката многу коректно ме прими, имавме убав разговор и го пренесов сето ова во ред. Благодарам на информацијата. Така некако? Завршивме. Кај претходниот министер бев Нухију и кај државниот секретар. Кај новата министерка не сум бил, но имам намера да појдам. Бидејќи лично ја познавам, имам намера да појдам и директно ова да ја го пренесам. Кусо само на крајот, пред 4 точно години Трифун Костовски, како поранешен градоначалник на Скопје, не знам дали го спомнавте и него во овие предупредувања аларми, напише една колумна во која предупреди потенцираше дека не би сакал да ги исплаши Скопјани, меѓутоа кажа дека бил посетен од група млади технолози во неговиот дом и тие му направили испитување на водата од чешма дома, и при што водата била подложена на силен електричен 220 волтен напон и промената до која дошло, вели вака, ќе цитирам дел од неговата колумна и само кус коментар од вас, дали знаете за што станува збор. Не би сакал да ви исплашам, драги сограѓани, но она што ми беше презентирано беше навистина вознемирувачко, ќе набројам само неколку елементи кои беа специфични за двата вида води, едната дестилирана, а другата од чешма. Двете води биле подложени на исто испитување. Водата од чешма ја промени бојата и стана темно калива, дури и темно мочуришно зелена со висок слој на непосакувани метали и неметали во водата како олово, цинк, железо и азбест. Сите тие, особено тешките метали, предизвикаа вознемиреност. Објаснувањето на стручниот тим беше дека загревањето на водата е настанато од тешките метали. Водата се загреала кога во неа било ставена струја. Во такво нешто јас не верувам. Тоа се маркетиншки постапки за продавање на некакви филтри, дека некој ќе дојде дома со некакво апаратче и ќе ми констатира водата е таква или онаква, апсолутно не верувам, нешто не верувам. Туку тоа е неисправно, невозможно. Водата се знае каде се испитува. Има акредитирана лабораторија, водата содржи тешки метали, содржи можеби 40-50 компоненти во неа, но сите се испитуваат и сите се во нормални граници. Дестилираната вода не содржи метали. Ништо. Нема суфостатот, нема минерализација.
Но дестилирана вода не е за пиење. Вода за пиење е нормална, природна вода. Мораме да зашуваме. Поверете, господин Нацков. Не случајно изборам господинот Трифун Костовски како богат човек кој може да плати филтри и да користи дестилирана вода. Тоа е маркетички на компаниите го производат. Горан, градот Скопје е жив од кој мора да функционира 24/7. Системите ПТТ, електроводовод го хранат. Парк Сумите се белите дробови на градот. Изворот Рашче е срцето на градот. Треба да го чуваме и да го пренесеме на идните генерации, затоа што и нашите деца и нашите внуци треба да пијат вода. Работа подхитно која треба не ја рековме, планината Жеден треба преку секторот за животна средина и министрот за живот да го прогласи заштитено подрашје, да нема таму концесии и движење за течената состојба, да се стави каква што не таму некој да му текне да дава концесија на варовници и ова. И депонијата, ако сакаме ова природно благо кој ни го дал изворот Раче, а стручните луѓе го направили, го довели, го зафатили до овде, да го оставиме на идните генерации. Не треба да кажав коштањето на ако почне сите да користиме како дестилирана вода, колку тоа водиве флаширана вода, колку тоа кошта. Не треба да се мисли подхитно, треба да се меѓутоа сака компетентност. Еве друга работа, Златко го кажа да кажеме за бунарите. И за нив има експертиза Скопје. Ние како стручни луѓе сме направиле, сега е ревидирана таа, меѓутоа пред година дена господинот Богоев и господинот Чулегов една депонија го ископаа песекот, го затрупаа со шут и читам дека таму операторот на медицинскиот отпад од Чишево некој го затрупа. Кај смее да се случи тоа? Од бунарите вака се подхрануваат, од статичко, од гидравличко денимо иде вака до оградата на правење. Нема одговорност на таа. И таа треба да се искупа и да се затрупа со тој шут да се отстрани и да се затрупа со хумусен материјал од темели на зградите што, а не со шут да се прави. Значи нашата неодговорност е голема и затоа јас сметам дека во моето образование вложила и државата како градожински држава и затоа не го гледам ова политички кој сака нека биде градоначелник и централна власт, ние треба преку вас педемите да даваме да се држи ова под контрола. Неодговорни сме како луѓе. Господин Нацков, професор Илиевски, благодарам за гостувањето. Ние како медиум ви стоиме отворени и на располагање во секој миг преку нас да продолжиме да делуваме за да издействуваме побрза акција, односно да се делува на терен и да се стори се што треба за да се заштити изворот Рашче. Ви благодариме за поканата и за убаво избраната тема и нека има повеќе вакви теми. Да. Има многу да се зборува, многу. Во некоја наредна пригода.